88% од граѓаните во Македонија секој ден гледаат телевизија. Од нив дури 62% сметаат дека од различни медиуми добиваат спротивни информации за ист настан. Колку пати сме се нашле во ситуација додека гледаме телевизија или слушаме радио, да не можеме да разликуваме факти од личен став, обична информација од манипулација, говор на омраза или да следиме програма која не е соодветна за возраста на која е наменета. Дали знаете дека има институција која е надлежна да го контролира сето ова? АВМУ или Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Дали знаете дека оваа институција меѓу останатото се финансира и од пари на граѓаните? Кога плаќаме радиодифузна такса, 6% од тие средства одат на сметката на агенцијата. Поточно, само во 2017 година, таа сума е предвидено да изнесува 47 милиони денари, односно 38% од вкупниот буџет на агенцијата. Оваа година во буџетот на агенцијата дополнително ќе се слеат 8 милиони и 200 илјади денари од државниот буџет во име на локалните избори. Пари кои исто така доаѓаат од џебот на граѓаните. Токму затоа имаме право да бидеме информирани за работата на оваа агенција и секако, како активни и одговорни граѓани, да влијаеме преку поднесување представки за работењето на одреден медиум. Работата на агенцијата е да ги поттикнува развојот, слободата, независноста и професионалноста на медиумите, како и да ги штити нашите граѓански интереси. Оттаму таа треба да се грижи медиумите, да известуваат вистинито и објективно, да поттикнуваат диалог и дебата, како и да не шират говор на омраза. Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги треба да ја штити малолетната публика и да ја зголемува медиумската писменост. Затоа агенцијата, како медиумски контролор, има право да опоменува, но и да доделува и одзема дозволи за телевизиско и радиоемитување. Колку е оваа институција на висината на задачата? Според извештајот на Европската унија за 2016 година, таа станала поактивна во потсетувањето на медиумите за нивните законски обврски. Например, таа во 2016 година реагираше во 2 случаја каде констатираше говор на омраза во некои медиумски содржини. Дали е тоа доволно за да се обезбеди медиумски плурализам? Извештајот на Freedom House за прв пат во 2016 година ја вброи Македонија во неслободни земји во поглед на медиумите. Затоа Европската унија истакнува дека оваа институција треба да го зајакне мониторингот врз медиумите. Европската унија исто така изразува сериозна грижа за политичкото мешање во уредувачката политика на медиумите, особено кај националниот радиодифузер. Заклучок. Институциите ни припаѓаат нам, на граѓаните. Ние имаме право да знаеме што работат институциите. Затоа треба постојано да бараме да бидеме информирани и да имаме слободни, независни и професионални медиуми.